Европската унија изрази загриженост за последниве случувања, а денеска британската амбасада реагира дека има злоупотреба на моќ од македонските тајни служби по тврдењата дека биле прислушувани странски дипломати. Ваши сознанија? Јас моите сознанија ги презентирав на неодамнешната пресконференција и оставам се во една јасна, транспарентна постапка во институциите на државата тоа понатаму да се разреши, да се види што и како било, дали имало, немало и така натаму злоупотреба на МОК или пак некој друг ја злоупотреба МОК-та, како што веќе имаме и една судска одлука со целосно признание на обвинетиот за тоа што нелегално го правил и зашто бил парично награден од лица кои што исто така се осомничени во постапката. Јанкуловска што дозволи да се пробие безбедносниот систем. Во врска со прашањето поврзано со оставки. Јас на пресконференцијата се изјаснив и кажав дека во овој момент не треба да се брза со било какви оставки. Оставки треба да се почека процесот да заврши, судскиот процес, да се видат фактите и подоцна да се види што и кои чекори ќе се преземаат. Заев вчера во снимките што ги објави тврди дека се договарате со министерот Јанакиевски, дека вашиот глас се слуша како договарате уривање на објектот Космос. Вие како што се сеќавате, уште во времето кога тоа што се случуваше, беше сосема јасно и самиот Фијат Сановски во една изјава, ако добро се сеќавам, самиот си кажа дека свесен е дека има недостаток, односно дека има незаконски работи во градбата на тој објект, така што станува збор за чиста законска постапка. Чиста законска постапка од страна на Министерството за транспорт и на државните институции. Вашиот глас дали е автентичен? За автентичноста, како што кажав, ќе стане збор во делот на процесот кој што следува. Што не сакате сега да се изјасни? Затоа што така треба.